Добре дојдовте, драги слушателки, во новата епизода на програмата Жени со надеж. Јас сум Сандра. Во денешната епизода продолжуваме да зборуваме за зависностите, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика, како и да се едуцираме и информираме за различните видови независности. Секоја тема, како и досега, ќе ја погледнеме и од перспектива на Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни, скапоцени и возлюбени во Божите очи. Тука ги споделуваме и нашите радости и нашите солзи, предизвици и успеси. Затоа, останете со нас. Добре дојдовте во нашиот подкаст, каде денес ќе разговараме за една од најважните теми на современото родителство и образование – влијанието на мобилниот телефон врз детскиот мозок. Во дигиталната ера, технологијата стана неизоставен дел од секојдневниот живот, дури за нашите најмлади. Додека мобилните телефони и таблетите често се користат како алатки за забава и едукација, се поставува прашањето: какво влијание имаат врз развојот на детскиот мозок? Децата денес се обкружени со екрани повеќе од кога било порано. Според истражувањата, просечно дете поминува по неколку часа дневно користејќи мобилен телефон, што може да има значајни последици врз нивниот когнитивен, емоционален и социјален развој. Во овој подкаст ќе истражиме како користењето на мобилниот телефон влијае врз вниманието, памтењето, способноста за учење, но и врз емоционалното здравје на децата. Ке слушнеме угледни експерти од областа на неврологијата, психологијата и педагогијата, кои ќе ни дадат увид во најновите истражувања и препораки за родителите. Придружете ни се додека ја разоткриваме комплексноста на оваа тема и се обидуваме да одговориме на прашањето како да се осигураме нашите најмлади да растат здраво и среќно во дигиталниот свет. Фала што сте со нас и ајде да ја започнеме оваа важна тема. Добар ден, драги слушателки, од мене јас сум Сандра, а во денешната епизода ќе зборуваме на темата како технологијата влијае врз развојот на детскиот мозок. Со оглед на тоа што во нашата претходна епизода зборувавме за зависност од интернетот, видеоигрите и социјалните мрежи, некако мислиме дека ова е неизбежно продолжение. Сега ќе дадеме збор на Моника, која е тука со нас и едва чекаме да ни ги сподели незините увиди во оваа тема. Добре дојде, Моника. Здраво и од мене, навистина ми е драго што денес ќе отвориме една ваква тема. При детално истражување на оваа тема, одбрав да го цитирам, за мене најголемиот и далеку најдобриот експерт, доктор Ранко Рајовик, специјалист по интерна медицина, магистар по неврофизиологија, автор на НТЦ програмата и основач на Менса. Моника, доктор Рајовик тврди дека мозокот на денешните деца станува поинаков. Така е, веќе со години се зборува за фактот дека мобилните телефони штетат на психофизичкото здравје на децата, но и на возрастните. Имено, мобилните телефони произведуваат радиофреквентни електромагнетни зрачења, односно микробранови зрачења. Истражувањето кое го спроведе Институтот за физика и инженеринг во медицината покажа дека наведеното зрачење двојно повеќе се таложи во детскиот мозок и 10 пати повеќе во коскената срцевина. Детските коски се поретки, а черепот е потенок, така што радиацијата полесно продира до органите. Друг проблем е фактот дека децата се почесто оболуваат од тумор на мозокот и тоа никако не е нешто што може да се занемари. Истражувањето кое го спроведе Универзитетската болница во Еребро, во Шведска, укажа на тоа дека колку порано детето почнува да користи мобилен телефон, толку е поголем ризикот од развој на тумор. Според зборовите на доктор Кјаровик од Драгиша Мишовик, на секој 8 дена се открива по еден нов случај на тумор на мозок кај децата. Зашто е се почест кај децата, а како мобилните телефони допринесуваат за тоа, се уште не се знае точно. Она што се знае дека неговото користење ја менува структурата на мозокот и влијае на создавањето невронски врски, ја нарушува комуникацијата меѓу клетките во целото тело и нивната функција.
Сето тоа со време резултира со таложење на штетни состојки во организмот, недостаток на хранливи супстанции и болести. Учителите во училиштата, а веќе и воспитувачките во градинките предупредуваат на тоа како секоја следна генерација е послаба во поглед на учењето, моторички се послаби, општата концентрација е послаба, посебични се, емпатијата им е послаба. Дали е таква ситуацијата само тука кај нас или? Не, направени се истражувања и ситуацијата е иста во цела Централна Европа. Човекот не беше подготвен за овие нешта и науката заклучи дека мора да почне да проучува што се случува со мозоците на нашите деца. Дури врсничкото насилство произлегува од таму. Што конкретно се случува? Дали е проблемот интернетот? Доктор Рајовик вели дека не можеме само да го обвиниме интернетот или реалните шоуа, мораме пред се да тргнеме од родителите за кои докторот тврди дека се најодговорни. Тоа се прво обкружувањето на детето, семејството и секако дека се најважни за развојот на детето. И да не зборуваме сега за генетиката, бидејќи многу родители кога не знаат што да направат, го обвинуваат таму некој дедо, прадедо, прабаба, тоа нема врска. Тоа некогаш се учеше и се тврдеше дека на развојот на детето 50% влијае генетиката, а 50% е обкружувањето. Но низ годините истражувањата покажаа дека тој податок е потполно неточен. Генерално, најголем проблем е појавата на презаштитување. Тоа е сега нов социолошки проблем. Како мајката може премногу да го заштити своето дете? Доктор Рајовик вели дека за да може ова да се објасни, мора прво да разбереме како функционираат нашите хормони. Хормоните влијаат врз нашето однесување и управуваат со нас. Конкретно, кога мајката ќе роди бебе, таа добива огромно количество окситоцин, познат како хормон на љубовта. Тоа е чиста биологија. Творецот го осмислил тоа така за мајката секогаш да биде тука и да го заштити своето бебе. Кога бебето плаче, кој прв оди да види што се случува? Мајката или таткото? Секако мајката. Таа веднаш скока, станува среде ног и го носи бебето во раце. Кој ја тера на тоа? Окситоцинот. Тој управува со мајката. Татковците го немаат тој хормон во толкава мера. Па затоа таткото е тука за да ја неутрализира таа претирана грижа, односно да воспостави баланс. Во минатото жените раѓаа многу повеќе деца, па затоа оваа појава на претирана грижа не беше толку очигледна. Понатаму докторот дава еден многу симпатичен пример за тоа како мајките не им дозволуваат на татковците да го носат бебето како било, па постојано ги предупредуваат, внимавај на главата. Меѓутоа, од друга страна, ако главата на бебето воопшто не се поместува, не се воспоставува врска меѓу рамењата, вратот и главата, па одредени структури во мозокот остануваат без потребната стимулација. Значи, главата треба да се придржува, но не смее да биде целосно фиксирана. Така е со се во развојот. Треба да се заштити, но не и да се презаштити. Главно, низ такви 20 до 30 ситни постапки на презаштитување на детето, неговиот мозок добива помалку импулси. Веќе во таа фаза, некои длабоки подрачји на мозокот остануваат недоволно развиени. Презаштитувањето се манифестира и преку тоа што денешните деца се научени секогаш да го добиваат само најдоброто. Така детето се соочува само со она што е добро, додека воопшто не знае како изгледа она што е лошо. Да, нашите деца веќе не знаат што значи трпение, бидејќи веднаш го добиваат сето она што ќе го посакаат. Уште во минатиот век, Ерих Фром говореше дека тоа е дел од потрошувачкиот менталитет, па таквите деца ги нарекуваше деца со отворени усти. Подоцна во пубертетот се соочуваме со сериозни проблеми, бидејќи кога таквото дете ќе најде на одговор не, тоа доживува силна фрустрација. Едноставно нема никаков трак на толеранција. Тоа е првата работа. Втората работа во која родителите грешат при воспитувањето е тоа што постојано бараат успех од своите деца. Ги учат уште од мали нозе дека по секоја цена мора да бидат успешни. Да, кај мене во салонот доаѓаат толку многу жени кои ми раскажуваат каде се одат нивните деца и со колку многу активности се занимаваат.
Родителите се главно вон себе кога ќе дојде време за уписи во средно училиште или на факултет. Тогаш владее вистински општ хаос. Децата всушност се обидуваат да им угодат на маме и тато, бидејќи не сакаат да ги разочараат. Но доктор Ајовик тврди дека нивниот мозок работи поинаку и дека тие реално не може да го издржат тој притисок. Детскиот мозок работи на така наречени тета бранови, што значи дека детето мора се околу себе да види и доживее, за да може да го процесира и длабоко да го вгради во својата меморија. Ние возрастните сме многу поповршни во споредба со нив. На децата им е потребно време за вистински да ги искусат доживувањата околу себе. Токму затоа, на децата е многу поважна најобичната игра во парк каде што има што помалку вештачки стимулси. За детето самото на себе да си даде доволно време за процесирање на информациите. Поради тоа децата не треба постојано да се разнесуваат од една активност на друга. Тие деца се под постојан стрес. Значи, сосема е нормално и здраво детето да оди на еден спорт, но никако не треба да се претерува со обврските. А што ако детето не сака да оди на ниту една активност, ниту на еден спорт? Тогаш тоа е повторно знак дека родителот некаде сгрешил. Детето би требало да ги слуша своите родители. Трета голема грешка е во тоа што, како што знаете, некогаш децата постојано си играа надвор, на улица. Меѓутоа сега, повторно, поради тоа презаштитување, родителите си велат, подобро нека си седи детето дома. И тогаш му даваме таблет или телефон, така на децата сите дружења им се преселија во тој мал телефон. Уште пред 5-6 години, децата поминуваа по 4 до 5 часа дневно на мобилен телефон. Да, и тоа е грешка на родителите. Ова е сосема ново подречје за сите нас. Доктор Ајовик вели дека верува дека мора да се менуваат основните постулати на психијатријата, педагогијата и психологијата, бидејќи ова што се случува денес е нешто со кое структурата првпат се соочува во историјата. Мозокот на нашите деца буквално се менува бидејќи е изложен на специфични содржини. Например, ако детето по цел ден во својата соба убива, краде и осакатува луѓе преку игри и видеа, неговиот мозок се навикнува на тоа и таквото однесување за него станува нормално. Токму затоа во Србија имаше и онаа страшна ситуација по убиството на 9 деца во основното училиште, кога коментарите на TikTok и на другите социјални мрежи беа полни со восхит и величење на убиецот. Да, беше жално да се види како многу деца воопшто нема емпатија. Емпатијата кај децата во потполно се губи. Таа едноставно исчезнува. А токму тој дел, развивањето на сочувство им припаѓа на родителите и на нивното воспитување. Во последните неколку години се појави нов поглед и специфичен облик на депресија, така наречена дигитална депресија. Иако овој термин се уште бара дополнителни истражувања и официјално вклучување во стручните медицински класификации, причините и симптомите за овој проблем се веќе сосема јасни. Најчесто се појавува во период на адолесценцијата, а е предизвикана од негативните чувства што произлегуваат од малтретирањето преку интернет, сайбербулинг, сексуалното вознемирување и зголемената изложеност на промоција на дроги. А сето тоа се случува токму преку платформите на социјалните мрежи. Драги слушателки, во денешната епизода зборуваме за влијанието на мобилниот телефон врз детскиот мозок. Моника во првиот дел од епизодата ни зборуваше за улогата на родителите и за врската меѓу мобилниот телефон и воспитувањето. Всушност, слушнавме дека на децата буквално им страда мозокот поради мобилниот телефон и дека одговорноста на родителите е тоа да го спречат. Сепак некако се чини како и родителите да се неподготвени за својата улога, бидејќи не наоѓаат сила да им се спротивстават на децата и да постават граници за нивно добро. Се почесто гледаме родители кои со страв во гласот им се обраќаат на сопствените деца,
како тие да се супериорни над нив, тоа денес се нарекува модерно родителство. На децата премногу им се попушта, презаштитени се, ги обсипуваме со внимание, љубов и материјални добра, а резултатот повторно не е добар. Децата се повеќе се свртени кон себе, стануваат се посебични и го губат чувството за емпатија. Каде грешиме? Што треба да направиме и како правилно да ги воспитуваме децата за да станат здрави и нормални луѓе? Одговорите на овие прашања ќе ги побараме во Библијата и ќе ви ги изнесеме во овој втор дел од епизодата. Треба да се сфати дека воспитувањето дете воопшто не е лесна работа. Пред родителите стои исклучително тешки одговорна задача. Мора да се каже дека никогаш не било лесно добро да се воспита дете. Но денес тоа е потешко од кога било досега. Животот од ден на ден станува се покомплициран и се е многу поинако отколку во времето кога ние бевме деца. Некои морални дилеми со кои децата се соочуваат денес, например додека користат интернет, воопшто не постоја пред неколку децении. Бог го создал семејството. Неговиот план бил мажот и жената да се венчаат за цел живот и да ги воспитуваат децата така што тие ќе го запознаат, ќе му веруваат и ќе го почитуваат. Посвојувањето е исто така Божја идеја, а модел за тоа е неговото посвојување на нас како своји деца. Без оглед на начинот на кој влегле во семејството, децата се Божји дар и он се грижи за тоа како тие се воспитуваат. Во Псалм 127:3 се вели: Ете наследството Господово се синовите, дар од него е породот, а во Изреки 23:13-14 стои: Не оставај го детето без казна, ако го казнеш со прачка, тоа нема да умре. Ќе го казнеш со прачка и ќе ја спасиш душата негова од пеколот. Кога Бог ни дава дарови, он ни дава јасни упатства како да ги користиме. На неколку места во Светото писмо има посебни упатства за родителите за тоа како да ги воспитуваат децата. Во Ефесјаните 6:4 се вели: И вие, татковците, не дразнете ги децата своји, туку подигнувајте ги во воспитанието и науката на Господ. Постојат неколку начини на кои родителите можат да предизвикаат лутина кај своите деца. Некои родители поставуваат невозможни стандарди, па детето се обесхрабрува бидејќи чувствува дека никогаш не може да ги достигне. Други родители ги смеваат или понижуваат децата како начин на казнување, што само ги провоцира да се лутат. Недоследноста исто така предизвикува гнев, бидејќи детето никогаш не е сигурно какви ќе бидат последиците од неговите постапки. Лицемерието е уште една причина за лутина, кога родителите бараат од децата однесување кое тие самите не го практикуваат. Да се растат децата во воспитанието и науката на Господ, значи дека родителите треба да ги воспитуваат своите деца онака како што Бог не воспитува нас. Како татко, Бог е бавен на гнев, Броеви 14:18, трпелив, Псалм 86:15 и секогаш подготвен да прости, Даниел 9:9. Неговата дисциплина е осмислена за да не доведе до покаяние. Неговите упатства се наоѓаат во неговото слово, Јован 17:17. И он сака родителите да ги исполнат своите домови со неговата вистина. Повторени закони 6:6-7. Бог исто така ги дисциплинира своите деца и очекува тоа да го прават и земните родители. Псалм 94:12 вели: Блажен е оној човек кога го вразумуваш ти, Господи, и го поучуваш на твојот закон. Зборот дисциплина доаѓа од истиот корен како и зборот ученик. Да дисциплинираш некого значи да го направиш свој ученик. Божјата дисциплина е насочена кон тоа да не вообличи според ликот на Христос. Родителите можат да ги учат своите деца преку пренесување на моралните вредности и животните лекции. Кога родителите живеат побожен живот и носат одлуки водени од Светиот Дух, тие ги поттикнуваат своите деца да го следат нивниот пример. Правилната и доследна дисциплина носи мирен род на праведност. Евреите 12:11. Неуспехот во дисциплината носи срам и за родителот и за детето. Изреки 10:1. Изреки 15:32 вели дека оној кој ја отфрла пулката, дисциплината, ја презира сопствената душа. Господ го осудил свештеникот Тили зашто им дозволил на своите синови да го обесчестат Бога и не ги спречил во тоа. 1 Самуилова 3:13. Децата се дар од Господ. Бог ги сместува во семејство и им дава на родителите насоки за нивно воспитување.
Целта на доброто родителство да се подигнат мудри деца кои преку својот живот ќе го познаваат Бога, а изреки 23-24 го покажуваат крајниот резултат. Таткото на праведниот се весели и оној што родил мудар се радува поради него. Ние мораме да ги воспитуваме и укоруваме нашите деца заради нивното идно добро, а не само за да ги казниме за направените грешки. Дисциплината значи да се менува детето на подобро, да се поправат неговите избори и неговото однесување. Во таа смисла, ние го учиме детето да го избере она што е добро и праведно. Драги слушателки, да се помолиме заедно за мудрост при воспитувањето на нашите деца. Татко наш, те молиме да ни помогнеш да бдееме над нашите деца. Отвори го нашиот ум, за да можеме да го разбереме времето во кое живееме и научи не како да ги заштитиме нашите деца од се што нуди овој свет, а што не е за нивно добро. Амин. Драги наши слушателки, дојдовме до крајот на денешната епизода. Ве молиме, во случај некој од вас да го има овој проблем, побарете соодветна помош за вас или за некој ваш близок. Пишете ни слободно на Инстаграм и Фейсбук под името Жени со надеж или на нашиот имейл zenisonades@gmail.com и секако придружете ни се во следната епизода. Довидување и Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.